говориме за вандализмот кој што е се почеста појава во нашето општество. Само тука каде што се наоѓаме можеме да видиме оштетени клупи, оштетен парк кој што се наоѓа веднаш зад нас, исто така и оштетени корпи за отпадоци. Последен регистриран случај кој што можеше да се забележи во текот на вчерашниот ден, односно оние информации кои што излегоа беа за случајот на вандализам во Битолското средно училиште, медицинско училиште, каде што всушност биле запалени контейнери, огнот се проширил, а со самото тоа бил оштетен и задниот дел на објектот. Од психолошки аспект, што представува вандализам и кои се причините за самата појава, во продолжение слушаме многу повеќе од мојата денешна гостинка, психолог Мирјана Јовановска-Стојановска. Да ја посакаме добро утро. Добро утро. На самиот почеток, од психолошки аспект, што представува самиот вандализам? Па вандализмот, вака слободно кажано, представува акт, односно однесување, кој ги покажува ние што надвор што гледаме е разрушување на општествената имовина, на она што заеднички го делиме сите, а од внатрешна психолошка гледна точка е изразување на некои внатрешни неразрешени конфликти, незадоволства, немање на соодветни механизми, начини како да се справите со емоциите кои излегуваат, со проблемите кои се јавуваат во животот. Значи, самиот чин на вандализам е повик за внимание, бунт? Па и за внимание, и тоа е некоја порака што младите сакаат да ја дадат, или едноставно моменти на празнење, на една катарза, на некој емоционален набој и незадоволство кои го носат внатре. За мене лично тоа ми е крик за помош. Значи, во душата на младите, во нивната психологија, во психата внатрешна, се случува нешто. Не можејќи да го разрешат тоа, дали е тоа во односот со околината, во односот со семејството, во односот со самите себе си, со другарите наоколу, со училиштето, не може да се постигнат успеси, љубовни несреќи, било какви релации кои не може да ги разрешат, немаат механизми, не знаат како да го направат тоа, или се многу повредени, травматизирани, изложени се на семејно насилство, или внатре во друштвото каде што се наоѓаат, не може да го заземат своето место за кое што они би сакале. Значи, постојат многу детали кои може да влијаат на тоа да се развие едно вакво однесување. Суштината е тоа едно длабоко незадоволство и патење внатре во личноста, кое се изразува преку такво едно агресивно однесување и уништување на имотот. Пораката е, да, не е само видете ме, ама пораката е некаде можеби несвесна за нив, барење на помош. Како да живеам во овој свет, во кој што не можам да се снајдам. Зашто баш тоа го покажува вандализмот. Неснаодење во светот во кој што се живее. Неможност да се совладаат социјалните правила, неможност да се совладаат етичките правила, неможност да се создаваат механизмите на социјална интеракција во светот, зашто ние имаме интеракција и со луѓето кои живеат околу нас, ама и со овој нематеријален свет што е нежив свет околу нас, со природата, и вандализмот влегува и во тоа, и кршење и на дрва, и на грмушки, и уништување на имовина, на се што е, за да се искаже нешто што е длабоко во душата. Дали сметате дека при секој проблем на кој што ќе најдат овие профили на личности, повторно ќе извршуваат чинови на вандал? Па најверојатно, се додека се млади, се додека до некаде не ги усвојат тие социјални норми, начини на однесување, ќе го повторуваат истото однесување. Значи, тешко е да им се помогне од прв пат? Па, треба да им се помогнеме соодветно, нели? Ние секогаш одиме на тоа, кој го направил ова, да ги фатиме и да ги казниме. Мислам, додека не ја разбереме нивната причина зашто го направиле тоа и не им помогнеме, тие да ја увидат штетата што ја направиле, затоа што кога ќе го направат делото, кај нив доаѓа до олеснување внатре, ја испразниле таа енергија која ги мачела, таа анксиозност, тие лутини, тие неразрешени емоции. Кај нив доаѓа до олеснување и они
во момент се чувствуваат како херои, како победници, како некој што има контрола во својот живот, како некој што може да му каже на ова општество како треба и што не чини тука во... За да после тоа, затоа што механизмот не се поправил внатре, одново се насобере таква енергија и тие одново ќе треба да направат некое такво дело, за да, во момент се осетат во контрола на сопствениот живот, во контрола на општеството, може би, пораките што сакаат да ги пратат до училиштата или до родителите или до било кого наоколу, значи ќе мора да го повторуваат тоа однесување. Пред самиот крај, како соодветно да им помогнеме? Може би ваква профилна личност, доколку може би некој од училиштето наставник се обиде да разговара со него, може би ќе постави некоја граница, па може ќе се појави дополнителна лутина, некоја агресија, може би ќе одбива да му се помогне, или пак не може да има таков случај. Па ако мислиме дека ќе му помогнеме со тоа што ќе му зборуваме и ќе му укажеме на неговите грешки и како ние треба тука да се однесува тој што ние правила сме поставиле, додека он не ги прифати тие правила, дека него му помагаат, сега зборувам во машки род, нели има и жени девојки кои учествуваат во тоа, да ги увидат своите грешки, да увидат зошто постојат правила во општеството, зошто се етичките правила, зошто се моралните, зошто се социјалните правила. Тие не се тука за да не ограничат, да не стегнат и да не обезличат. Ние можеме да ја задржиме нашата автентичност. Само се тука да ни помогнат полесно да општиме меѓу себе и полесно да живееме. Значи, ние би требало на младиот човек да му помогнеме да го разбере тоа. Да му помогнеме да разбере колку е окей да се вклопи во тоа општествено живење и дека тоа општествено живење не му ги сопира неговите желби, потреби, начини на изразување, да си најде соодветни начини, значи во комуникација со општеството како ќе може да го изрази сето тоа што го носи внатре. Тоа е процес, значи му треба една обучена екипа на луѓе кои ќе му помогнат да помине низ тој процес и да има бенефит, да има корист он, ама ќе има и општеството, зашто казнувањето не го запира однесувањето. Па само ќе научи како подобро да се крие, како подобро да бега, како подобро да лаже, за да го сокрие тоа да не биде фатен. А не дека ќе престане да го прави тоа. Затоа што казнувањето може да предизвика дополнителна агресија. Значи наше како ние, ако се представуваме како цивилизиран свет и во кој што менталното здравје и здравјето на младите навистина е важно за нас, затоа што тие се нашата иднина, утре тие што го правиле такви дела, ќе бидат тие што ќе одлучуваат кога ние сме стари, како ние ќе го живееме својот живот. Значи ние стварно треба да вложиме во младината и во луѓето, дури и кога ќе направат такво дело, да ги прашаме и ние да пробаме исто нив да ги разбереме. Зошто дошло до тоа? Што е идејата на тоа? Што сакале да ни кажат? Може би ни они сами не знаат што сакаат да кажат. Нив ќе им помогнеме да се разберат себе си. Тоа е процес. Не е доволно само наставникот, затоа што наставниците не се ни обучени за тоа, они си ја вршат својата работа, имаат наставни планови, постојат служби во училиштата, во кои се вклучени и психолози, и педагози. Можат секогаш да побараат помош, постојат стручњаци во државава кои можат за тоа да се погрижат, да се направи систем, предлог до Министерството за образование, да направат еден систем низ кој сите овие, ако се ученици во училиштата, може да поминат низ тој систем на еден тренинг на запознавање на себе си и прифаќање на тоа општество што е околу нив и да им се помогне како подобро да се вклопат во сето тоа. Ви благодарам многу за одвоеното време и за сите овие информации во однос на оваа тема. Да, ви благодарам и вас.